Произведувајќи го последниот примерок, Мерцедес го затвори европското поглавје во историјата на смарт. Малото градско автомобилче долго 2,5 метри се роди 1998 година по идеја на собственикот на швајцарскиот производител на часовници Swatch Николас Хаек, која Volkswagen ја одби, а Мерцедес прифати. За него беше изградена модерна и скапа фабрика во француското место Амбах во близина на германската граница. Уште кога се појави, смарт со својата концепција предизвига огромен интерес и покрај високата цена за толку мало возило добро се продаваше, но недоволно за да не создава загуби. Мерцедес со се и се што се обидуваше да го донесе во профитабилни води, но безуспешно. Најупорен беше со намерата да се лансира модел со 4 седишта, што го стори 2 пати. Првиот пат во соработка со Mitsubishi и на основа на Colt, а вториот пат со Renault користејќи ја механиката на Twingo. Откако германците сватија дека нема спас, се договорија со Geely заеднички да ја работат марката, тие да ги дизајнираат возилата, а кинезите да ги произведуваат. Тогаш и фабриката беше продадена на британскиот Ineos, кој се обврза покрај своите теренски возила да продолжи да го произведува и малиот автомобил додека треба. Но и на тоа му дојде крај и сега Смарт доаѓа во една сосема поинаква форма, како електричен градски кросовер кој, иако го задржа исконскиот дух, ги загуби основната идеја и привлечноста на оригиналот, од чии 3 генерации се произведени околу 2 милиона примероци. Нека му е вечна слава.